Сите градежни зафати во објектот на дискотеката Пулс во Кочани биле изведени без потребната проектна документација, стручен надзор и одобрение од надлежните институции. Ова пред судот го изјави вештото лице Маријана Лазаревска на рочиштето во судскиот процес за пожарот во Кочанската дискотека. Како што пренесува Мија, Лазаревска посочила дека изведените промени во објектот не можат да се третираат како надградба, доградба или адаптација, туку како реконструкција за која било потребно да се спроведе целосна законска постапка. Според незиниот исказ, пренамената на објектот од магацин во угостителски објект значително го зголемила товарот врз конструкцијата и влијаела врз безбедноста на објектот. Во различни периоди биле изведувани челични столбови и греди на дворешни скали и настрешница. Лазаревска пред судот навела дека во 2012 година во објектот постоеле челични галерии со пристап преку скали, кои во 2024 година биле отстранети. На задниот зид била оформена бина, додека внатрешните столбови биле маскирани со гипс картон. Посебно внимание на вештачењето било посветено и на поткровието. Според исказот на вештото лице, таму биле користени стаклени волна, гипс плочи и полууретански сунгер кој целосно изгорел во пожарот. Сепак вештахот наведува дека документот не ги содржал законски предвидените фази, не бил поднесен во општина Кочани, дека ниту една од предвидените мерки од него не била изведена. И покрај тоа документот бил користен во постапки пред Државниот пазарен инспекторат. Во 2012 година и МВР СВР Штип при издавање на согласност. На прашање од обвинителството дали во документацијата било предвидено вградување на сунгер, Лазаревска одговорила дека никаде во документите не го сретнала тој термин. Според неа, објект со таква површина не можел да биде третиран како кабаре, бидејќи не го исполнувал условот за таа категорија. Начинот на користење на опрема, според незиниот исказ, организацијата, просторијата за гости и внатрешната опрема, укажува дека објектот по своите карактеристики припаѓал во категоријата диско клуб. На пауза од судењето Александар Наунов, кој ги застапува семејствата на загинатите, изјави дека по 17 месеци од трагедијата, градежното вештачење и исказите на стручните лица ги откриваат долгогодишните пропусти и непостапувања. Во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани на 16 март 2025 година, за време на настапот на групата ДНК, загинаа 63 лица, повеќе од 200 беа повредени. Трагедијата е една од најтешките несреќи во поновата историја на земјава. Судењето го води судиката Дијана Груевска-Илиевска. Обвинението го застапува тим од 15 јавни обвинители. Министерството за внатрешни работи соопшти дека по повеќе месечна истрага е сузбиена меѓународна криминална група инволвирана во транспорт на марихуана преку повеќе земји. Истрагата ја спровел одделот за криминалистичка полиција во координација со основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а во рамки на меѓународната соработка биле вклучени надлежните служби од Косово и Грција. Како резултат на истрагата на 14 август годинава, во Солун биле лишени од слобода македонски и косовски државјанин. При акцијата биле запленети 324 килограми и 474 грама марихуана, која била сокриена во товар со рециклирана пресувана хартија. Од МВР информира дека паралелно биле преземени активности на територија на Македонија. Одделот за криминалистичка полиција во координација со јавен обвинител извршил претреси на повеќе локации со цел да се обезбедат материјални докази, целосно да се документира криминалната активност. При претресите биле одземени мобилни телефони и документација кои дополнително ќе бидат предмет на вештачење и анализа. Од МВР посочуваат дека истрагата била реализирана во соработка со надлежните институции од двете соседни земји, со цел да се утврди целокупната структура и начинот на функционирање на криминалната група. По спроведените активности и собраните докази, МВР до надлежното обвинителство поднело кривична пријава против едно лице, македонски државјанин. Иран ја менува својата политика од одбрамбена во целосно офанзивна, откако продолжува застојот во обидите за постигнување траен договор за завршување на војната со САД, изјавил висок ирански представник за Reuters. Според иранскиот представник, преговорите за постигнување мировен договор, како и напорите за повторно воспоставување на транспортот на нафтените танкери низ стратешкиот Ормузски теснец, целосно запреле. Техеран, како што наведува представникот, е подготвен за дополнителна ескалација доколку дипломатските напори не дадат резултат.
Иранските власти на своите субјекти им порачале да бидат подготвени за зголемување на тензиите не само во Ормузскиот теснец, туку и во поширокиот регион. Иранските субјекти мора да бидат подготвени за ескалација на тензиите во Ормузскиот теснец, бидејќи Иран ќе биде подготвен да носи одлуки и да превзема тешки мерки, изјавил тој за Reuters. Иранскиот представник предупредил дека Техеран би можел да преземе директна воена акција, доколку дипломатските напори пропаднат. Ормузскиот теснец е особено стратешко значење за светската трговија со нафта, бидејќи низ него се транспортира значителен дел од светските резерви на енергенси. За сега останува неизвестно дали најавите од Техеран ќе доведат до нова воена ескалација или ќе бидат искористени како притисок за повторно активирање на дипломатските преговори. 6 лица загинаа, 4 се повредени во украински ракетни напади врз руската Белгородска област во текот на ноќта, соопшти вршителот на должноста гувернер на областа Александар Шуваев. Меѓу повредените и 14-годишно дете кое било пренесено во болница. Според локалните власти, нападите предизвикале пожар на објекти и оштетиле автомобил во селото Колосково, во близина на границата со Украина. Покрај повреденото дете уште 2 лица се добиле со медицинска помош по нападот. Нападот се случи само една ноќ откако руските власти соопштија дека Украина извршила еден од најмасовните воздушни напади врз Русија од почетокот на војната. Во исто време руските сили продолжија со воздушни напади врз Украина. Во нападите во саботата вечерта загинале најмалку 7 лица, повеќе од 39 биле повредени. Последните напади се случуваат во период на засилување на воздушните операции од двете страни. Украина во последните денови ги интензивира нападите со беспилотни летала и ракети врз цели длабоко на руска територија, додека Русија продолжува со масовни ракетни и дронски напади. Во меѓувреме, фронталните борби остануваат во голема мера без значителни поместувања, но воздушната кампања од двете страни станува се поинтензивна. Русија ја започна целосната инвазија врз Украина во февруари 2022 година. Во текот на повеќе од 4 години војна, руските сили воспоставија контрола врз значителен дел од украинската територија, додека Украина продолжува да изведува напади и врз цели на руска територија. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладнивните часови локално ќе има услови за појава на нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Во Скопје се очекува сончево и топло време, со мала до умерена облачност. Попладне во делови од Скопската котлина ќе има услови за локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. А во среда нестабилноста се очекува претежно во планинските региони, додека од четврток следува период на многу топло време. Според прогнозите во деновите од викендот дневните температури наместа повторно ќе надминат 40 степени Целзиусови. Очекувањата се дека по краткотрајно освежување земјава повторно ќе биде зафатена од високи температури.